Добро вечер, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер. Наш вечерашен гостин е пратеникот Игор Здравковски од ВМРО ДПМН. Добро вечер, господине Здравковски. Добро вечер, најдов и благодарам на поканата. Вака вие вчера како пратеник бевте сведок на една несекојдневна ситуација за наши, па можам слободно да кажам и за светски услови, да. каде што 20 пратеници од власта позитивни на коронавирусот беа донесени во скафандари да гласаат. Председателот на Македонското собрание, господинот Талат Џафери, некако застана во одбрана и го одобри тој акт, дури испрати и порака дека протоколот е над кривичниот законник, затоа што вие како политичка партија најавивте дека ќе барате кривична одговорност за тој чекор. Дали е ова, мене ми личи како најава не за нов уставен поредок, туку за нов неуставен поредок? Па, овака, за жал бевме сведоци на тоа што се случи. Овој неуставен поредок, како што е во најава, не се случува од сега, гледаме веќе неколку години, уште со самото избирање првиот пат на господинот Џафери за председател на Македонското собрание, видовме дека тука нема ниту сила, ниту правдина нормална која што би била некој стандард во согласност со законите со уставот, така да ова е само продолжување на целото деспотско владење од страна на власта. Гледаме постојано дека се оди некако насилно да се истуркаат некои работи, гледаме дека не се почитуваат ниту за закони, ниту деловник, ниту на крајот и уставот не се почитува како што треба. Мислам дека тука е покажување на сила или покажување на заби, или пак ќе кажам со оглед на минатото на господинот Талат Џафери како офицер, како командант или не знам веќе што и да бил во армијата на Република Македонија, понатаму и во УЧК, гледаме дека постојано пробува да не дисциплинира на начин на кој што тој сака и на кој што е својствен само за него, бидејќи веројатно последниве 30-40 години ги тера во тој стил. Вчера во собранието беше изгласан петтиот пакет мерки, сет за помош на економијата. Меѓутоа тој беше составен од 36-та седница за која што вие како политичка партија дадовте збор, се обврзавте дека ќе излезете и ќе го поддржите гласањето. Меѓутоа проблемот настана кога беше по секоја цена мораше да помине и 32-та седница на која што имаше други пакети закони, навидум неважни, меѓутоа дали има некој меѓукоалициски договор за да не падне владата нешто што мора да помине, или чисто ова се работеше само од некаков филм? Па ја мислам дека има неколку работи кои што сакаше вчера да ги покаже власта. Прво е дисциплината и моќта која што ние претходно кажувавме на, ако не се лажам, беше 3 март кога ги собра Заев неговите пратеници за да му изгласаат доверба, кога имаше кворум, не го изгласа овој пакет на мерки и понатаму бидејќи ние го повикувавме, мислам дека сака, а во меѓувреме од тогаш до сега немаше ниту еднаш кворум направено, сака повторно да покажат дека тие имаат контролата над собранието и токму затоа пробаа да ги вметнат овие закони од 32-та седница. Искрено мене ми е криво затоа што ние ветивме дека ќе ја поддржиме и онаа стратегија на Државната комисија за спречување на корупцијата, која што беше ставена во 32-та седница, и таа сметам дека беше единствената нормална точка на таа седница. Меѓутоа, ето, од некој инат, од некој можеби лични фрустрации, затоа што по медиумите се кажува тој не бил повикан на лидерски средби, па сега да ја докаже неговата моќ, да ја докаже неговата позиција и да се устоличи на тоа место, сакаше да си го истера тоа како што си го замислил. Бевме таму и го поддржавме оној пакет на мерки, иако претходно многу пати повикувавме, тие видовме дека во континуитет сакаат да не наместат, да не насанкаат, да не направат дека повторно ние сме неконструктивни, иако бевме многу конструктивни како ВМРО ДПМН, го поминавме и комисиски пакетот на мерки, иако имавме, ако не се лажам, беа 16 или 20, тука некаде амандмани кои што беа навистина конструктивни. Баравме да има продолжување и за април и за мај на овие мерки да важат, баравме да бидат
лично на сметките на оние за кои што е наменето, затоа што слушаме постојано дека почнувајќи од првиот пакет на мерки како стасуваат овие пари до собствениците на фирмите, не се исплаќаат навреме и така натаму, сакавме да се осигураме дека овие пари ќе стасаат онаму каде што треба, меѓутоа тие не ги прифатија овие амандмани и покрај се ние го поддржавме и на крајот пак се создаде некоја перцепција, ќе повторам, бидејќи овие сакаат да покажат моќ, сакаат да си ја потврдат онаа хибридна власт, се сакаат преку медиумите да создадат перцепција дека ние сме виновни поради онаа несакана ситуација која што вчера се случи. И вчера лично можете да детектирате низа прекршувања и злоупотреби на државните институции. Ова го говорам од аспект што беа искористени возила на брза помош за да бидат транспортирани пратениците во собранието да гласаат, па потоа тие да бидат вратени до дома. Неодамна бевме сведоци како премиерот на државата користи полициски хеликоптер да присуствува на настан. Настрана од здравиот разум е ова што се случи. Додека луѓе се оставени на милост и немилост. Имавме еден несекојдневен немил настан, човек во Кратовско кој што беше пронеден и 5 часа беше носен на грбот од 90 годишната мајка првично или понатаму и од екипите кои што први пристигнале, за жал предоцна. Дали вака се однесува одговорна власт и нормална држава? Па ако беше ова нормална држава, јас зошто ќе кажам дека обичните граѓани се оставени на маргините на општеството? Ние 4 години ако бевме на нормална држава, наназад немаше да ни се случуваат овие работи кои што се случија. Првично пак ќе потсетам на тој 27 април кој што сакаме да го заборавиме, последиците од него сакаме да ги заборавиме сите, меѓутоа македонскиот народ беше изманипулиран, беше третиран како да не постои воопшто ниту деловник, ниту устав. И се оттаму тргна наваму да се руши довербата на народот во институциите, а паралелно со тоа да се руши и правната држава. Штом тие видоа дека еднаш може така, продолжуваат во континуитет 4 години да го прават тоа и претпоставувам дека се додека имаат шанси да го прават тоа, ќе го прават, нема да отстапат ниту еден чекор. Мислам дека целта на овие луѓе е присвојување на државата. Ние гледаме дека станавме практично еден картел, гледаме дека во Република Македонија почнувајќи од 2016 можеш да дојдеш на власт без да победиш на избори, можеш да смениш уставно име без да се испочитуваат меѓународни договори и натаму се создава некоја апатија што оди во прилог на власта, во прилог на овие кои што ни ја држат државата во заложништво, затоа што народот со таа апатија го клекнаа на колено. Не му даваат да протестира, немаме работнички права, немаме никакви права, зборувам како народ, како нација, па за здравството веќе и да не зборуваме, тие го користат сето тоа, одат чекор по чекор, се подалеку, се подлабоко за да видат до кај ќе стасат. Меѓутоа, јас верувам во овој народ и знам дека за брзо време ќе му пукне филмот. Нема ова да оди до бескрај, како што самите кажавте, имаме случај каде што човек 5 часа се носи на рака, затоа што немало теренско возило, затоа што немало трактор, па не знам, цук биле криви, па брза помош биле криви, не знам на крајот и што испадна. И никој нема да понесе одговорност. Нема никаде одговорност, а паралелно со тоа па гледаме дека министеров за здравство, за труд и социјала и кој беа таму премиерот си се развозуваат со хеликоптери. Значи оваму каде што треба не се употребуваат, се употребуваат. Премиерот вели дека е поевтино да се патува со хеликоптер. Па не знам јас колку го чини премиерот, неговата кола и тие 3 пред него, зад него како одат. Мислам дека 4000 евра Скопје прилепе. Не знам. Навистина дури човек да се запраша во каква држава живееме, во какво општество ќе ги одгледуваме нашите деца. Навистина ова е од сите нормални граници надвор излезено. Како некое дете или без разлика кој пријател кој што еве во моментов јас го представувам како пратеник во Собранието на Република Македонија, кога ќе ме праша јас како можам да му одговорам. Навистина еве во овој момент имам блиски роднини кои што се заразени со COVID-19 за жал, со кои што комуницираме секој ден, им носиме она што треба да им однесеме и постојано
си разговараме нели дека не смее ниту прагот на портата да го помине затоа што има 3000 евра казна, 5000 евра казна, без разлика колку. А паралелно со она ја што му кажувам ме побива оваа пратеничка од СДСМ која што мислам дека на крајот на кришта само таа изгуби, никој друг не изгуби и останатиот пратеник од дом. И сега каде е правда? Знаете, во конфузија ги носиме и луѓето и сами се носиме во конфузија. Ние едно кажуваме, почитуваме закони, почитуваме правила, почитуваме секакви правни акти, а од друга страна гледаме дека за овие ништо не важи. Еве, ако земеме да кратка анализа на цела оваа корона криза, сега беше изгласан петиот сет мерки. Да. Тоа се случи вчера на 18 април. Законите се поднесени во собрание во февруари месец годинава. Во февруари се одржа на легендарна седница на собранието на која што претседателот на владата побара поддршка да се изгласа доверба на неговата влада. Зошто тогаш не се изгласа? Во тој пакет се опфатени месечните приходи на голем број вработени за месеците февруари и март. Така. Законската плата за исплата на февруарската плата е 15 март, за мартовската е 15 април. А и апликациите, и 19 апликациите беа ограничени со временски рок, затоа што после тоа, ако вие ги пречекорите да тумите, Зошто веќе не можете потреба ни ваква да... драма? Зошто едноставно не го направија тоа тогаш во февруари? Си извинувам. Државната каса немаше пари. Јас верувам дека таа и сега нема пари. Имаме намалување на бројот на вработени со самото тоа, немаме даноци, немаме потрошувачка и така натаму, луѓето се во некоја безизлазна ситуација каде што и купуваат основните средства и основните животни средства, најчесто данокот на додадена вредност е 5%, не е 18%, значи немаме ликвидност на средствата. Ми беше муветот она што ме прашавте, зошто не е изгласано тогаш, затоа што тогаш во тој период, а и малку подоцна, ова што беше како пакет мерки беше блокирано страна на Алијанса на албанците со некое нивно барање кое што беше надвор од ова, меѓутоа, нели, нормално луѓето се чувствувале за потреба да го блокираат тој закон, да ги блокираат тој пакет на мерки. Имавме нели една изјава од еден пратеник дека луѓето ќе издржале и уште еден месец без плата. Тоа беше практично проблемот. Не беше блокирано од ВМРО ДПМН. Еве, имаме служби на крајот на криштата, сите можат да бидат сведоци дека ВМРО ДПМН апсолутно ниту еднаш не поднесе безброј амандмани или не знам колку за да го блокира тој пакет мерки. Уште од самиот старт ние кажувавме дека ќе го поддржиме и го поддржавме вчера. Се виде тоа. Меѓутоа, ете, паралелно се одвиваат други пазарџиски процеси, ја би рекол, се договараат едни со други во една огромна тајност која што еве се уште не е јасна за нас, ние треба да гласаме, треба нешто да донесеме некој закон за државјанство кој што веројатно е веќе спремен или бил во некаква процедура за кој што ние не знаеме. И таа беше практично причината, значи блокадата не беше од страна на ВМРО ДПМН, блокадата беше од друга политичка партија и треба да си ја насочат одговорноста натаму или барањето на коренот на проблемот да се насочи натаму. Не може за се да биде ВМРО ДПМН криво во оваа држава. Дали вие еве како политичка партија и пратеници во Македонското собрание ќе побарате формирање на посебно тело кое што ќе работи на тоа да се установат сите грешки, сите пропусти во работата на Министерството за здравство и се она што се случуваше изминатава година. Знаевме цел свет, нели, Светската здравствена организација предупреди за колку опасен вирус станува збор. До сите оние превентивни мерки некако кај нас континуирано се каснеше со се. Вакцинацијата започна голем дел од европските држави некаде средината на декември, тогаш започна во соседна Србија. Официјално 27 декември започна вакцинацијата во Европската унија. Нешто пред тоа беа и Соединетите американски држави. Денеска имаме преку 800 милиони жители, односно некаде би дошло околу 12-13% од светската популација е вакцинирана. Ние месеци уназад немаме ништо повеќе од најави.
до нас пристигнуваат смешни бројки, смешен број на вакцини. Поголемиот дел се донации, дури поголема група граѓани од држава, нешто чинам околу 10 до 12 илјади жители се вакцинира и во соседна Србија. За денеска е најавено дека ќе пристигнат 10.000 дози од Pfizer, меѓутоа тоа се многу мали бројки. Ние имаме речиси 5.000 починати. 5.000. За жал да. Видете, ние да направиме некое тело во склоп на собранието, мислам дека е залудно и да го направиме, затоа што кај нас се обратно поставени работите. Законодавниот дом наместо да носи закони и одредби кои што ќе ги почитува владата, кај нас обратно тргаат работите, владата ги предлага, па овие од мнозинството нормално ќе си кренат рака и на крај аплаус сами ќе си дадат за себе и немаме тука никаква соработка. Затоа ние поднесовме еден предлог закон за нова комисија која што ќе биде составена од експерти и која што ќе помогне. На крајот на криштата гледав за Австралија од почетокот на ковидот владата функционира со сите политички партии заедно и таму нема кој е власт, кој е опозиција. Дајте да ги најдеме најдобрите решенија. Луѓе ни умираат поради инат на, не знам, Караджовски или Венко или Заев или не знам како. До вчера не убедуваа, до пред 19-20 дена не убедуваа дека пописот морал да се спроведе, не знам како, не знам шо, па не било опасно, ќе можело со сите протоколи да си тече. Фала Богу што се одложи. Од тогаш до денес имаме неколку стотици луѓе починати. Кој ќе ја сносеше таа одговорност? И сега пак сме ние криви, така? Навистина е нејасно во какво општество живееме. Толку ли е тешко егото да си го скротиме, да си го ставиме некаде поназад пред разумот. Значи првен треба да надвладее разумот. Луѓе, оваа држава е на сите имаме родители, сите имаме деца, на крајот на криштата. Ако немаме ние здрава нација, ништо понатаму ќе немаме иднина. Втора година ученициве одат во училиште онлайн. Колку одат и тоа е прашање. Еве, и јас имам деца, верувам дека и секаде е така како кај моите. Кога се уклучува камера, кога не се уклучува камера, кога можат, кога не можат, кога технички проблеми и така натаму. Ние втора генерација ја упропастуваме. Ва економија, кога ќе заврши еден ден пандемија, на кого ќе оставиме? На кого ќе оставиме држава ако овие млади луѓе немаат ниту социализација, ниту правилен развој, немаат вакцини на крајот на криштата? Значи од вакцинацијата нас ни зависи понатаму се. Доколку ние побрзо се справиме со болеста, доколку побрзо се извакцинира народот, ќе почне побрзо да се враќа животот во нормала. Ние ако оставиме овака економијата 10 години и да одржуваме само со заеми, со долгови и со пакет мерки од 5.000 и 6.000 денари, ништо не правиме. На крај ќе начекаме кој да дојде на власт, дали ќе бидеме ние, дали ќе останат исти, ние ќе начекаме една руина. После од каде да тргнеме е проблем. Многу бесплански се работи некако. Го споменавте образованието и ето, споменавте и бесплански. 30 години како постоиме како држава, нашето образование е експериментално. Имаше периоди низ годините кога преку сеопфатни реформи се воведува нови системи на работа, да сега ништо не важи до сега. Сега почнуваме со нов модел, со споени предмети. Децата треба да започнат во септември настава, не знаат што ќе учат. Никој не ги знае предметите, никој не ги знае предметите, ама нема да има учебници. Не знам дали слушнавте, до трето деление има, потоа ќе бидат. Нагоре ќе се сноѓеме. Да. Нагоре ќе се сноѓеме. Проблемов е со образованието не од сега, значи оно факт е, евете, направиле анкета, 82% не ме држете за збор или 78, како и да бе, околу 80% од наставниците, од наставниот кадар не е задоволен од процесот на образование, од системот на образование и тоа е окей. И јас бев во образование, и јас не бев задоволен. И тоа е нормално, меѓутоа не можеме вака насилно ние да ги правиме реформи од осеа не чини, па сега од сега ќе чини. Овие сите нови реформи преку концепцијата што се предлагаат, ниту се испитани,
ниту пак отпосле од кога е презентирана концепцијата се прашани професориве, наставниците, сите чинители во процесот на образование, дали се согласуваат со ваков тип на образование. Ние немаме повратни информации дали нешто ќе функционира. Сега и текнало на министерката и јас тврдам дека е побарање на Бугарија, без разлика таму дали е Борисов или кој да дојде, Слави Трифунов и да дојде и да не дојде, сеедно ние нас како држава. И сега ние по нивни барања ќе се раководиме, ќе го уништуваме досегашниот систем и ќе воведуваме нешто ново. Сега не знам дали министеркава знае или овие пратеници што се, па и делот од пратениците што се во комисијата за образование, наука и спорт, имаме 34 училишта во Република Македонија кај што нема тоалети. Имаме 112 училишта во Република Македонија кај што немаме грејење. Замислете, на Сабајле кога ќе дојде наставникот и персоналот и дел од учениците и треба да исцепат дрва, треба да го запалат огнот, да изгубат еден час па да почнат со настава. Имаме, ако не се лажам во бројките, имаше една анализа околу 140 училишта кои што не се поврзани на канализационен систем. И сега ние тоа не го средуваме, а се задолжуваме од друга страна, имаме еден долг сега кој што го зема Република, еден заем кој што го зема Република Македонија 37 милиони евра за напредување на образованието, каде што се предвиди некои градежни активности и тоа, ако не се лажам, беа околу 2 милиони евра само 2 милиони евра. Од целата сума 37 милиони евра? 37 милиони евра, 2 милиони евра се за некои градежни активности. Се искрено да разговараме, тоа е реален одраз на сликата во држава. Затоа што и тие капитални инвестиции кои што се во буџетот се секоја година износот е се помалку и помалку. Да се останативе пари, само тоа да ви кажам, останативе пари ќе одат за обуки. Кого ќе обучува? Инспекторот. Инспекторот на крајот на криштата е инспектор затоа што треба да биде обучен, така? А не, предпоставувам дека се сите партиски таму влезени, па не знаат кај терат, па и сега и за нив ќе переме пари преку Хера Маргини или не знам кој да ги добие тие обуки да ги тера, без разлика на тоа, немаме никакво, не знам како да кажам, немаме суштински реформи во целиот овој концепт. Имаме ние нови предмети, имаме соединување, интеграција на еден со друг, со трет предмет и така натаму, имаме за жал и овакво сексуално образование, или како и да му е називот. И сега во тоа сексуално образование треба да ги учиме децата дека тие можат да бидат машки, женски, ниту тоа, или и двете одеднаш. Која е придобивка во тоа? На вистина не. И сега 30 милиони евра, ете, од тој заем во обуки, ние треба да ги обучиме наставнициве или не знам што, да кажуваат такви глупости. Дајте суштина, бе. Први што пак ќе кажам, инфраструктурно е слабо образование, срамоте од 2016 до сега, не знам, 7 училишта дали си имаат направено според она ја што го памтам како бројка во телефонов, можам да го најдам веднаш. 7 училишта. И сега немаш инфраструктура, немаше, викаат, наставниците да биле задоволни. Знаете како ќе бидат задоволни? Ако се почитува закон за работни односи, ако се почитува колективниот договор. Па таму има коефициент на плата 2,503 по минимална плата. Тоа е 37.500 основница. Тогаш ќе бидат задоволни наставниците. Нема да бидат задоволни тие ако му водиш сексуално образование. Ќе биде задоволен ако си земе плата. И нормално е дека ќе се вложи повеќе. Немаме дидактички материјали, немаме карти по географија, немаме оние костури со органи кои што ги имавме, ви текнува едни макети кои што ги имавме во училниците по биологија во 90-тите години, сега ги нема тие. Затоа што се некаде изгубени, некаде уништени и така натаму, на забот на времето биле оставени. Дајте да вложиме во инфраструктурата, понатаму ќе си дојде квалитет. Во меѓувреме последниве 4 години, 4,5 години, низ за скандали и афери тресат држава. Неодамна имаше брифинг со новинарите, претседателот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, кој што обзнали голема афера во која што 214 лица, мафијашки босови, имаат добиено македонски идентитети. Еве ќе ве прашам,
Македонија нема собствена мафија, па потребно е ние да натурализираме странци. Па собствената мафија и има Македонија, ја мислам. Овака како што е поставена работата, мафијата и има Македонија, не Македонија. Дека Да се разбереме, говориме за луѓе што се милиардери. Имаме. Луѓе што се навистина опасни, луѓе за кои што ја искрено сметам дека безбедносниот систем на државата не може да се справи со тие луѓе што имаат добиено македонски државјанство. Јас верувам дека не можат, меѓутоа од кои причини се давани, тоа си знаат само оние кои што ги издале тие документи. Луѓе со меѓународни потерници, гледаме рекетари, убици, дилери на дрога и така натаму барале заштита во Република Македонија. Зошто? Предпоставувам затоа што ја препознале како едно плодно место за соработка. Да, апсолутно. Они можат каде сакаат да побарат, можат и во Сирија да побарат, нека побарат слободно, ама не им даваат. Тука имаме плодна почва за соработка, за бизнис идеи, за трафикинг, како се викаше овие патишта на тргување со оружје, со дрога, со белороби и така натаму. Имаме една рекетарска шема. Ете за овој пекер јас се распрашав, имам блиски пријатели во Турција кои што баш ги прашав, викам, добро, што е со човеков? Има работено со дрога, со оружје, со трговија, со органи или така натаму. Вика, не, ама најголемата шема со рекетирање во цела Турција има он. И сега размена на искуства, се е во размената на искуства. Ја мислам дека за тоа им ги даваат, за да си научат да си споделат едни со други, па малку да си го унапредат бизнисот. Не гледам друга причина зошто би им дали. Навистина не гледам. Зошто би му дал на некој што е осуден за ликвидација на 20 луѓе, зошто би му дал јас? Може би со тоа се обезбедувате, се купувате удел во бизнисот. Па може, јас пак за тоа велам. Размена на искуства си кажуваат шеми од тука, вака, така, нака имаат многу пари сите тие 214 и овие кои што си ја поседуваат државата, за жал мафија на власт, и можат да си прават добри сделки. Значи тоа беше конкретно првиот брифинг. На вториот брифинг повторно имаше, меѓутоа она беше симптоматично вториот брифинг со новинарите, што беше обзнанено дека 20.000 матични броеви се дупликат во држава. Ако на ова се надоврземе со оние статистички податоци кои што односно ревизија која што беше направена врз управата за водење на матични книги, со кои што во 2019 година се издадени 94.000 изводи, мате без серијски броеви. Ние не знаеме каде се завршени тие. Говориме за една година за 94.000. Секој од нив има право да се може да се попише слободно. Може да се извади личен документ. Така што ми има матичен број, тоа е основата на се понатаму, дали ќе вади лични карти, дали ќе купува имот или што и да прави, он може. Легитимно е, така? Легитимно. Дали некогаш ќе дознаеме каде завршиле тие? Дали ќе се направи ревизија на сето тоа? Јас искрено не знам. Еве и претходно говориме за 94.000. Претходно сме сведоци на штанцање на лични карти, на пасоши, на од овој Чаушот ли како вика што беше у затвор член на СДСМ, истата шема е тера. Еве сега не знам 94.000 паралелни матични броеви, баш видов за еден човек кој што е жител на, ако не се лажам, Зелениково, со ист матичен број има во Карбинци или Таринци, некаде таму. Да може да се гласа паралелно. Не знам на вистина кој им е целта, меѓутоа сето ова е незаконски. И тие ќе можат да се попишат, како што кажавте, тие ќе можат да учествуваат во бруто домашниот производ, ќе можат да ги уживаат бенефитите на она што ви го гарантира државјанството. Не знам, на вистина, меѓутоа е голем скандал. Претходно еве кажува за некои фантоми, меѓу кои јас бев фантом и мојата сопруга и мојот брат, па бевме по општина, па докажувавме дека постоиме за да можеме да си ги оствариме нашите права и така натаму. Е сега кога нив им се случува, Оливер Спасовски испаја мртов ладен и вика ова е последица од 81 година Тито. И толку, и завршува приказната, значи проблемот е еве и со медиумите. Проблемот е што тука им завршуваат приказните. Се вади некакво алиби, еве. Не знам, или се пренасочува, тоа е моќта на медиумот, се пренасочува вниманието од едно на друго. Сега наместо ние да зборуваме за
овие мафијашиве кои го фанале со 200 кила марихуана, кои не знам со хеликоптери летале наваму натаму си играле што и да си играле. Гледаме дека мафија 1, мафија 2, имаме афери, ние се занимаваме со господјава што дошла со скафандер. Па на таа ќе пуштиме кривични пријави и толку. Дајте ова да го решиме, ова е поголем проблем. Иако и тоа е проблем. Тоа е од невидени размери затоа што Да, едноставно се ставаат над законот, се ставаат дека се родени од шарена крава, не знам веќе како кој израз да го употреба. Меѓутоа од топката да е кај владата се префрлува, се разлекува, се разводнува на сите страни, па ај некако ќе опреджвакаме, абе ваму малку, таму малку, секаде ќе ти се раздеше вниманието, нема да се сконцентрираме на клучните работи. Господин Здравковски, во втората половина на октомври, согласно оној договор што го постигна Зоран Заев и Христијан Мицкоски, ќе се одржат локалните избори. Беше прифатено, секако е вметнато во закон, меѓутоа некако се бараше начин да се избегне тоа, е прифатено да се користи оној нели отпечаток од прст за да може да гласате. Кажете ми, еве, какви резултати очекувате вие како политичка партија на локалните избори? Па пред се очекувам да бидат фери демократски. Тоа е еден чекор понапред за да имаме да биде. Искрено, ако го бориме, ако се они подготвени да носат пратеници во скафандер да гласат, искрено можда не знам како да се изразам, можда ќе падат од гробишта мртовачки сандаци да ги. Па сега веќе имаат и основ за тоа, имаат паралелни матични броеви, така да не знам чии се отпечатоците на тие новите матични броеви. Навистина мислам дека, бидејќи тоа е барање на ВМРО ДПМН, мислам дека ќе отидеме еден чекор понапред во демократското изјаснување на гласачите, нема да имаме онакво гласање за 2,5 секунди, за 3 секунди, полнење на гласачки кутии по Западна Македонија или претежно во Западна Македонија, наму каде што си селени жителите. Гледаме дека имаме села со по 300-400 активни жители во моментот, а на избори испаднале, не знам, 4.000, од кои што сите се кој по Швајцарија, кој по Австрија. Мислам дека ќе биде чекор понапред, ако се разбира има подобра контрола и подобра волја од властите да се сето тоа да вроди со плод. А очекувате ли, има ли можност за одржување на предвремени парламентарни заедно со локалните? Па јас посакувам и очекувам, сето тоа мислам дека би било еден плод на обединување на македонскиот народ, на обединување на целата незадоволна маса што ја продуцираше оваа влада, на сите оние 50-60 илјади избркани од работа, на конфедерација на синдикати, сега гледам дека почна веќе и они со штрајкови, гледам дека многу голем дел на целни групи се незадоволни од справувањето пред се со корона кризата, а понатаму и дополнително она што го имаме како маловажување. Мислам дека ако сите заедно се разбудиме она која што ние најавувавме ВМРО ДПМН, која што ја најавувавме македонска пролет, ако успееме да се разбудиме сите, ако веќе навистина како луѓе застанеме еден покрај друг и да сватиме дека покрај туѓото страдање и јас ќе страдам, покрај вашето страдање и моето дете ќе страда, ако сите заедно се обидиме, мислам дека можеме да издействуваме што е можно побрзо, макар и со локалните избори да имаме предвремени парламентарни. Меѓутоа, како и да не успееме сега, иако се надевам дека ќе успееме и посакувам да успееме и да не биде сега, сметам дека повеќе од пролет оваа влада не смее да издржи за доброто на државата. Затоа што пак ќе кажам, ќе остават една руина, потоа никој нема да ја управи. Значи, вие ако купите куќа која што не само ѕидовите и се разнишани, темелите и се разнишани, џабе сте ја купиле. Истото и тука, не е само да се дојде на власт, дајте луѓе да оставиме нешто зад себе. Потоа се жалиме дека сме имале 500.000 во Германија, во Америка, ваму таму. Да се прашаме што сме направиле ние за нив. За тие луѓе да останат тука, какви шанси, каква можност, каква правда ние сме им понудиле за тие да веруваат во системот и во институциите и да можат
да инвестираат, да останат да живеат тука. Мислите дека премиерот Заев ќе се нафати да организира предвремени парламентарни? Ако земеме во обзир да Па ја мислам дека последнава анкета од ТИПИС каде што 60% од граѓаните не даваат поддршка на владата. Ако знае дека рейтингот е низок, дали ќе се одлучи да оди на избори? Јас ќе речам дека Заев е небитен оваа приказна. Народот е тој кој што ја има моќта. Доколку народот, пак ќе повторам, застане цврсто, доколку народот се обедини покрај сите овие страдања кои што секојдневно ни приредува владата, Заев е небитен. Прашање на време ќе биде само колку побрзо ние се обединиме, толку побрзо тој ќе падне. Секој ден поминат со Заев е загуба за Македонија. Секој ден поминат со Филипче и ненабавување на вакцини и сите оние работи кои што ги носи е за жал загуба за многу семејства. Гледаме 20, 30, 40, 50 луѓе секој ден губи Република Македонија поради немањето на континуитет и план за работа на Филипче и на Заев тука ќе оставам, бидејќи тие се нели најдобри другарчиња си се возикаат со мотори, па со хеликоптери, па отвараат ресторани у 11-12 таму по Јанче или не знам у кое село алалдиме. Ама пак ќе кажам, мораме што е можно побрзо да се обединиме, затоа што имаме еден заеднички содржател, НЗС или тоа како се маката и страдањето. Тоа е заедничко за сите македонци, за сите граѓани на Република Македонија, дали се македонци, дали се срби, дали се бошњаци, дали се албанци, воопшто не е битно. Сите страдаме поради овие неспособниве кои што си ја присвоија државата. Ете за крај уште едно прашање повторно околу анкетите. Например, министерот за здравство Венко Филипче на почетокот на пандемијата имаше поддршка од над 80% од популацијата, сега таа е и повеќе од преполовена. Министерката Царовска исто, министерот за внатрешни Оливер Спасовски исто, дури и председателот на државата Стево Пандаровски има паднат рейтинг. Она што излезе од рейтинг агенциите од последните мерења дека ВМРО ДПМН води со 5%, 4,1 конкретно пред Социјалдемократскиот сојуз. Се поизвестно е дека ќе дојде до промена, меѓутоа еве конкретно затоа што сепак се зависи од премиерот Заев и од пратениците негови, дали ќе се одважи некој од неговите пратеници да даде поддршка и да бидат распишани предвремени парламентарни? Па јас не верувам дека ќе се одважи некој од нив, затоа што влезени се со некаков долг, со некакви концесии спрема него, предпоставувам. Ниту еден не се покаја, не видовме да се чукне малку и да каже, абре, луѓе, ние го кочиме овој закон заради не знам било какви хирои. Луѓето си тераат како што си тераат, ниту зборуваат во собрание, ниту одобруваат, ниту негираат нешто. Знаете, имаме и таму во собранието имаме еднострана дебата, значи као монолог, ние се јавуваме без разлика дали даваме поддршка или критикуваме или бараме најдобри решенија за било какви законски промени, ние немаме фидбек. Здрава држава би била доколку има здрава опозиција. Ние им ја нудиме таа здрава опозиција. Меѓутоа, пак ќе кажам, кај нас се обратно поставени работите, наместо законодавниот дом да ги носи овие одлуки, не ги сервираат од владата и тука овие ќе си чукаат рачиња, ќе си кренат зелено картонче и тоа е тоа. Ти благодарам за вечерашното гостување и за одвоеното време. Тоа беше најновото издание на емисијата Филибастер. Денеска е 18 април 2021 година. Техничката реализација е на Димитар Ѓураковски, тонската реализација на Мартина Константинова, главен уредник на Лидер ФМ Љупчо Златев. Имајте убава вечер.